Со асфалтирањето на патот од Берово до граничниот премин Клепало, стартува најавената реконструкција на регионалната делница Берово-Виница. Ова денеска во Малешевијата, извршувајќи увид во градежните работи, го изјави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Несомнено дека обновата на оваа мощна важна патна делница за македонскиот исток иницира и други проекти од важноста за поквалитетен живот на мештаните од овој регион, како на пример едниот проект е водовод за село Двориште, кој што треба да биде веројатно за 2 до 3 недели тендериран и потоа се разбира да се имплементира, се со цел да видат жителите на тоа место свој бенефит, како и исто така треба да се тендерира, значи по понатамошниот период исто така водовод во делот на населбата, значи кај Беровското езеро. Што фактички значи реконструкцијата на споменатиот регионален пат Берово-Виница? Со отпочнувањето на оваа делница од Берово до Виница се заокружува еден целосен регион во Малешевијата во износ во должина од некаде 42-3 километри, каде што комплетно се рехабилитираат патишта кои се постари од 40 години. Значи 40 години заборавени. Беровските локални власти не го криеа задоволството од овој градежен зафат. Подкрепа и подобрување на животот на луѓето во Малешевијата и секако од особена важност и наша давнешна желба е да патот Берово-Клепало конечно се рехабилитира и биде основен предуслов за отварање на граничниот премин Клепало, што ќе значи отварање на општина Берово и Малешевијата кон Европа. Мештаните задоволни од фактот што по 4 децении ќе добијат квалитетна сообраќајна врска, како со соседна Бугарија, така и со остатокот од Македонија. Ќе значи дека колите нема да се бидат толку уништени толку брзо. Инфраструктурните инвестиции во Берово надминуваат 6 милиони евра. Реконструкцијата на споменатиот патен правец, како што се очекува, ќе заврши во втората половина од идниот месец.